Радио Визија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радио Визија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радио Визија. Реклами. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер, Македонија. Слушаме, да, Ноќен експрес. Јас и Петрица Рачини. Јас сум Столенов, Петрица Рачини. Или во ова ноќно возење на Ноќниот експрес по оваа пруга, ти ќе биде скретничар во оваа епизода, јас ќе бидам дополнителен заменик скретничар. Како сакаш, така. Алтан Бабаджан од другата страна на стаклото ќе не вози низ овие бранови, а со нас нашите патници вечера Никола Димитров, Сашо Клековски. Правиме пресек на првите колку 8 дена веќе помина од кампањата или 9-тиот утре како ќе му дојде. Значи тоа е речиси половина од кампањата. Јас веднаш да кажам, мојот впечаток е дека макар што тоа не мора ништо да значи, можеби јас имам професионална деформација. Очекувам многу повеќе, јас сум поминал многу изборни циклуси позади, некако ми е бледо, неинвентивно, малку креативност. Немаме некој така специфичен дух како што имаше во некои други изборни циклуси во соседството, например Косово, Србија, Италија, да не ја споменувам. Најблиску тука со времето е Америка и таму имаш интересни изблици. Дали е тоа поради тоа што народот, таа тензија предолго траеше 2 години и повеќе и веќе ништо не може да го изненади, или адутите сите ги чуваат за вториот дел од кампањата. Димитров, Клековски, кои се вашите први заклучоци? Да, не ви требат слушалките. Една дигресија само пред да почне. Смееме да кажа, тоа е вест на вечерта. Пајакот, односно од Пајакот настрада Димитров. И задостек 2 минути. Да, како баш, па што не кажа дека на емисија треба да можеби ќе те поштеде, а? Закон и ред. Закон и ред. Добро, закон и ред. Кој имаше таков слоган? За средена држава, либералите ли има, кој има? Консолидирана. Веројатно се потрошени сите слогани. Види, мислам дека ние надвор од приликите во соседството, веројатно во овие 10 години имаме најмногу избори. Што имаме избори за председател, имаме локални избори. Сите избори овие 10 години се предвремени парламентарни избори, значи претпоставам дека доста слогани, доста хартија, доста објаснување се потроши. При тоа, во сите овие избори, горе-доле нашиот избор е тој. Во смисла дека можеби ќе има некои поместувања во големата четворка, меѓутоа изборите меѓу ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУ и ДПА, секако има и други учесници, да не ги дискриминирам, Левица, ПЕСА и така натаму. Меѓутоа, оно што можам да видам во анкетите, повторно е тој избор. Во сите 4 опции, условно кажам, лидерите се тие што ги гледаме известен број на години наназад. Значи нема Што да не изненади? Нема некоја новина во однос на што може да очекуваме, дури затоа што кризата траеше 2 години, добар дел од кампањата и позитивна и негативна, посебно негативната е веќе позната. Значи нема да се внесе некој нов момент за збориме за кампањата. Значи, Клековски, велите дека нема нови лица, но дали можете да препознаете нови политики во понудата? Значи, кога зборам за нови лица, зборам за нови лица на лидерските позиции и на дел од носителите на листите. Еве да не видам погрешно да разберам, мене ми се многу драги, и имаме едно рециклирање да Љубе се повторно во изборна трка. За мене тоа е враќање назад, не е одење напред. Дали имаме нови политики? Да, мислам дека надвор од оно што ВМРО ДПМН го направи препознатливо од 2006 да настапува со нивниот проект менеджмент како машина, мислам дека СДСМ овој пат имат многу поорганизиран настап него 2006
14 е секако тоа што го нудат како разлика деумно формулирано и од носителите на листите како Стево Пендаровски и други носители, веќе звучи доволно контрастно. Меѓутоа таму има еден куп конфузии кај едните и кај другите. А има 2 години време да се подготви. Еве, например, СДСМ ќе се обидува да биде граѓанска партија до крај, да ги привлече етничките албанци како граѓанска партија. Од друга страна ја прими во коалицијата Српска напредна странка, која нема ништо граѓанско во незе. Което е незасе. На другата страна имате ВМРО во коалиција со Титови леви сили, мислам. Ја веројатно по оксиморонска ситуација. Сега веќе прифатлив. Добро, се навикнавме. Ама да имате вие титуисти на ВМРО листа, веројатно не знам, веќе сведување на дел од коалициите на гола прагма, иако па и не знам зашто двете коалиции прекршија за мене некои идеолошки одредници за партии што колку ќе донесат 500.000 гласачи, не знам, мислам. Да, не гледате. Димитров, вие штината зошто? Некако како да бевте во кулуарите кандидат на оваа листа, на онаа листа, но не се најдовте на ниту една листа, но сепак сте мощно активни. Ве гледаме по разни трибини, дебати, говорите. Сум на листа на загрижени граѓани. Што им говорите на граѓаните и што е тоа што ве води сега во овој процес? Сепак активно на некој начин учествувате, ете, велите дека застапувате загрижени граѓани. Што е тоа што ве загрижува? Што е тоа што недостига во овој изборен процес? Што е тоа што не очекува во него? На брзина и на претходното на првиот скретничар прашањето. Зошто не сме многу изненадени од јас не така сум така. натаму? Тоа е мој личен впечаток, веројатно. Па ние сме 2 години во еден вид изборен надпревар на некој начин. Тука Од налегуваме на улици, Америка. така што ова е една долга кампања. Од друга страна, да не забораваме, владеачката партија има стил на владење на перманентна кампања, дневна. Од првиот ден кој ќе победа до денот на следните избори. Цело време е тоа. Цело време да се види, да се каже што се направило и така натаму. И кога не се направило да се исече лента. Така што ние живееме во еден вид тензија на постојани избори, нагласена со последниве години на кризата на неказнивост или кризата на одговорност. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Кажи да или не. Кажи во кој правец оди ме. Нова игра играш пак. Чекор напред, после пак се враќаш. Длабоко во тебе, најди место за мене, во тоа срце што ме чука. Длабоко во мене, има место за тебе. Тука има место за двајцата нас.
Кажи да, после се. Кажи што ти лежи на срце. Зар едно исто зборуваш пак? Знај за љубов се потребни двајца. Длабоко во тебе најди место за мене, во тоа срце што ме чука. Длабоко во мене има место за тебе. Тука има место за двајцата нас. Ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Неколку показатели што ги гледам звучат како дуи да сериозно крвеја, така го реков вчера прв пат го употребив тој израз, бидејќи таму се чини дека се случува во овој момент најголем одлив на гласачи испрема СДСМ, бидејќи во една скорошна анкета негде околу 6,3% етнички албанци се јаснали дека ќе гласа за СДСМ. И кон БЕСА, иако БЕСА се уште во анкетите не делува така импресивно како што делуваше на нивниот митинг во Борис Трајковски. Мислам, многу голем рачекот ми ги оно што го видовме како настан во Борис Трајковски. За кој анкет изборувате? На Република или на Телма? За кој анкет изборувате се? За Телма. Аха, добро. Па не се толку убедливи на Телма. Не, зборам за оваа последната што видовме дека зборам за БЕСА, дека во анкетата немаше такво покажување како што на пример беше убедливо нивниот настан во Борис Трајковски. Меѓутоа доволно за да видам дека во моментот дуи е сериозен език за сериозно крвање, што не е така сериозно кај ДПА, бидејќи ми се чини дека ДПА веќе искрвари претходно и дека приврзаниците на Мендух Тачи се тие кои што се тие повторно ќе гласат. Ви се верува дека дуја толку падната на 6%? Малку повеќе на 6%. Ми се верува затоа што тие 6% вика дека ќе гласат, значи најмалку 6% вика дека ќе гласат за СДСМ, што го прави СДСМ трета политичка партија меѓу етничките албанци. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Во поглед на слободата на говор, Македонија, а тоа го потврди и последниот извештај, е заробена држава. Медиумите наместо коректив на овие лоши политики или проактивен предлагач на подобри политики, тие се во улога на портпарол на владените функционери. Се што поседува капацитет, не само во медиумите, воопшто, се наоѓа некаде на маргините. Во првата негова печаток добивам дека партиите едноставно земаат залет. Веќе следнава недела се очекува поагресивен настап на сите политички структури во кои што ќе настапуваат на изборите. Очекувам дека како ќе се наближува крајот, како ќе се наближува молкот, дека сите оние кои што се вклучени во кампањата имаат се поагресивен настап. Вчера послушавме поагресивен настап, реториката се смени ке одолни политичари. Се надевам дека колку ќе се приближува 11 декември, толку ќе бидат
по-условно немилосрдни спрема противниците. Генерално, значи после толку години на следење на сите овие избори, е да видам дали се појавува нешто ново во изборните ветувања на политичките партии. Значи тоа ми е мене битно да го слушнам, значи веќе таа позната риторика ми е нели ветување и така натаму, меѓутоа дали од сето ова произлегува нешто ново и некаков нов квалитет кој што ќе биде, да кажеме, некаков граѓански интерес или јавен интерес. Јас би изброила нешто што ми остава некаков негативен впечаток, значи за позитивен не би можела да зборам затоа што се ми е еднакво како и во сите изборни циклуси. Она што ми е негативно и што ми е поразнително во принцип и приватно и професионално би кажала, е тоа што истите изборни ветувања ги гледаме 25 години. Ветувања што укажуваат на поделба, на биполарност во општеството. И едните и другите се водат од национални интереси, играат на национални прашања, на етнички карти. Значи, сето тоа трае 25 години. Тука се смениле, да кажеме, на власт поголемиве партии, се измешале останатите партии, биле на власт, биле во опозиција, не знам како. Така да, повторно е истото. Дали се работи име, дали се работи јазик, некакви национални барања, заштита на малцинства, заштита на мнозинство од некакво, не знам, агресивно малцинство и така натаму. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Очекувате некои изненадувања, бомбите ги нема никаде. Тоа е изненадување или ги чуваат за крај? Очекување ми што посакуваме да се случи. Па како не личи посакување, не треба да кажувате. Предвидување да сте кандидат, да канете партија. Не, ама, знаеш, во основа јас посакувам да се намали нивото на негативна кампања. Мислам дека поларизацијата е доволно висока. Нема уште бензин да се дотуа. Во што било од вашите очекувања, ќе се намали? А мора да се намали. Ако продолжи риториката вака, по некој ден, по некој скршен штаб... ние посакуваме да нема наследство. Дали ќе се случи? Ако продолжи риториката вака, може да се случи наследство. Тоа што можеме да заборавиме на фери демократски избори. Зачестување на дебатата ќе има или помеѓу двата љути противници? Прочитав, исто би сакал да се случеше, прочитав од Боби Христов дека Телма добиле службено информација дека ДПМН нема да учествува, што мислам дека е до крајот на кампањата. Да. На МТВ1 се појавуваат, почнаа некои дебати помеѓу ВМРО и твитот Радмила Шекеринска дека не се појавили во мерата на кампања, на дебата. Тоа значи станува појасно дека ќе продолжи истата стратегија. Штета е бидејќи губиме на можност да се фокусираме на аргументите, сочување на аргументите кои мислам дека граѓаните заслужуваат. Затоа прифаќам да учествувам во емисија со сите соговорници, бидејќи сите прашања заслужуваат одговор. Димитро, вашите очекувања? Ова не го коментиравме со неизлегувањето на дебати, мислам дека тоа е доволна причина да изгубат 100-0. Човек што не може да се дебатира и да се ги соочи со аргументите со политичкиот противник, не знам што има да бара во политиката. Во основа, слободни избори има, ако има информирани граѓани. Дали очекувате вжестување на... И ако има контролирани медиуми на медиумскиот пазар, повеќето се поприлично со слични наслови и со слични пораки, про власта, како луѓе со заврзани очи и со затворени уши ќе изберат што мислам дека ќе се зголеми еуфоријата за опозицијата. Повеќе насилство, повеќе тоа веројатно не ми е непозакувани работи очекувате? Па мислам дека ако Груевски види дека колата му оди надолу, не е исклучено некој хаос сценарио. Се надевам дека тоа нема да се случи. А вице-верса? Молам? А вице-верса? Па нема полуги и алатки за таква работа. Полугите и алатките се кај него. Од другата страна видовме што може да се направи. Може да излезат луѓе на улица и да протестираат. Еви од Твитер, митинзи да се забранат со закон, бидејќи се трошат милиони за исти луѓе да се шетаат низ цела држава. Да се воведат ТВ2 или како врска.
Инаку се слагам во основа, ако цело време ги убедувате вашите, кои што се таму дојдени бидејќи ве почитуваат или мораат да дојдат, не знам тоа колку има резон. Да ги видиме и карикатурите на нашите гости. Веќе привршуваме кон крајот на емисијата сме. Ние имаме ше толку разборуваме. Еве го. Има Клековски. Клековски интересен. Фризурата малку по на Јуриш така шписа става. Го имаме ли Димитров? Таков е впечатокот на Мето Андонов. И Димитров го имаме. Сега мислам дека го има. Да, додека да го става Димитров, јас само да ви прочитам уште едно прашање за Димитров. Господин Димитров, после најавената ваша критика за Курц во Брисел, ве молам да го објавите јавно одговорот. Многу ме интересира што ќе кажете за тоа. За Клековски, терај, вака и понатаму. Не им попуште. Има различни, веројатно да им попуште на СДС, мисли, не знам сега на кого, не пишува на кого. Одговорот на ова што го најавите, дека ќе го да, дека вие кога ќе искритикувате, да ни јавите што ќе одговори на таа критика. Он имаше денеска некој коментар одговор. Не, ова слушнале во емисијата дека во капацитет на Сестринска партија, иначе во капацитет на министер за надвошни работи, кажа дека очекува фер и демократски избори и етнически мерки што треба да бидат спроведени од Прибер. Значи, он во службениот дел од посетата си го кажа службениот став. Ова што он го направи е, меѓу другото, и објаснува зошто во Европа има толку многу проблеми. Искрено да ви кажам. Мислам дека мора многу поискрено, не само ние тука за нас, они таму за нивните маки. И затоа е Европа во еден вид екзистенцијална криза, бидејќи е полна со политиканство и со неискреност. Да дојдеш ти во Скопје од Австрија и да кажеш Македонија е на добар пат на ЕУ, а комисија 5 години вика Ќорсокак, Македонија и сетен импас. Како да ви, тоа е чисто политиканство и демагогија. Ако сме на добар пат. Кратко само, на што ве асоцира милијарда? И на што ве асоцира државник и Мартин? Милијарда, на што ве асоцира? Прво нешто што ви паѓа на Белизи со изборите. Силето Пилкос. Ајде, добро, прво. Државник на што ве асоцира? Данко Свенкос. А државник кој викаше? Стојан Нандо викаше, државник, така викаше. Мартин на што ве асоцира? Добро го спомена. На пиар. На пиар? Па да. На Нешковски. Нешко се да го прости. На крај сакам ова да го кажам уште. Да му дадеме почит на Реџе Пампо. Денеска беше закупен. На наш колега Реџе Пампо. Сепак солидарно мора да се почитува, беше изборен човек. Убав човек. После собракајката легна дома и тоа е на сон, барем, како да се вика, тоа барем имал лесна смрт, ако може така да се каже. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ова беше се. Благодарам се за... Се слушаме, се гледаме идната среда, тоест веќе за 2 дена, ќе имаме интересна тема и интересни гости од 27 до 22. Репризите, гледате ги и слушајте попладне недела, сабота, исто така весело на канал 77. Пријатно. Зар не виде што ти говоре јас? Зар не виде што ти говорев јас? Зар не виде ова е маскен бал? Секој глуми улога на добар и става маска, се прави дека си му многу драг за накрај. Нож во грб тој ти забива. Зар не виде што ти говорев јас?
treba. No zapomni uopšte, sivi boli, može da je ovo je. Stavi zlatna, napravi svoj svet, svojim gačem najdi mir za sebe. No pred se idi, vrli maska od lice. Zar ne vide što ti govore pjani? Zar ne vide ove maske sa koje glumi uloga na dobar i ja. Zdrava maska se pravi neka si mu mnogo drag, za na kraj nož u grb toj ti zabiva. No zapomni uopšte, sivi boli, može da je ovo je. Stavi zlatna, napravi svoj svet, svojim gačem najdi mir za sebe. No pred se idi, vrli maska od lice. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маџовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, Кирјан Донов, аудиомиксер Зоран Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо on air, off air и дистрибуција на содржини Виктор Гаврилов, социјални медиуми Зоран Маџовски и Вања Мицеска, продукција Радио Канал 77 Радиовизија, ноември 2016.